Денеска во салата за седници на Советот на општина Кочани, собранието на Општинскиот фудбалски сојуз го одржа редовното генерално собрание на кое меѓу другото беа избрани новите органи и тела, како избор на делегати во собранието на Фудбалската федерација на Македонија, предлог член на управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија и утврдување на кандидат за нов претседател на ФФМ. Значајно е да се истакне дека новиот состав на управниот одбор ќе брои 9 члена наместо досегашните 11, што беше образложено со зголемена ефикасност во работењето. Кога во прашање првиот човек на ОФС, довербата по трет пат ја доби Љупчо Папазов, кој веднаш по седниците ја изјави. Очекувам дека изберените представници за соодветните тела и делегати во Федерацијата и предлозите дадени, дека сите кандидати ќе го дадат својот допринос за подигање на нивото на работата на ОФС Кочани. Во исто време, сакам да се заблагодарам на делегатите за доделениот мандат, трет мандат за да го водам ОФС Кочани во наредниот 4-годишен период и очекувам дека во една заедничка соработка ќе допринесеме многу повеќе за успех на фудбалот во Кочани. Односно и на територијата на ОФС Кочани. За потпредседател на управниот одбор на Општинскиот фудбалски сојуз е избран Владо Андов, а за делегати од Општинскиот фудбалски сојуз Кочани во собранието на Фудбалската федерација на Македонија се избрани Владо Андов, Зоран Васевски, Сашко Крстов и Виктор Ефтимов. За член на управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија е предложен и изгласан Владо Андов, а поддршката за претседател на Фудбалската федерација на Македонија од Општинскиот фудбалски сојуз Кочани ја доби Илчо Георгиевски.